Резултатите од пописот не даваат точна слика за религиската определеност на граѓаните, реагира председателот на Комисијата за верски заедници Дарјан Сотировски. Според него, оправдани се бурните реакции во јавноста, бидејќи сепак стои нејасниот формален впечаток за верската карта, поради посебната графа христијани и деноминациите. Јас имам цело разбирање, полно разбирање за реакциите на јавноста кои се во делот на религиската определеност на граѓаните и сметам дека тие доаѓаат со оглед на тоа што ваквите резултати не ја покажуваат точната верска слика во државата и тој е условен од најмалку два фактори. Едниот е сигурно оној процент на 13,2% кои се изјасниле во категорија христијани, кој што е религиска определеност, а не вероисповед. И вториот е оној процент од 7,2 кои што се административно заведени, а за нив не се водат детални информации. Комисијата ниту пред, ниту за време на попишувањето не била контактирана од Државниот завод за статистика. Иако ДЗС според Сотировски презеле демократска методологија на попишување, има прашања кои ќе бидат отворени до следниот попис. Во однос на наша соработка со Државниот завод за статистика, да, не сме биле консултирани. Државниот завод за статистика презел видно од самата методологија начин на попишување кој што е, би рекол, и крајно демократски, затоа што во празно, слободно поле граѓаните се изјаснуваат религиски, а не бираат од понудени опции, но тоа само по себе прави проблеми. Треба да се разграничи што е она што попишувачот го прави е појаснување на попишуваниот во однос на опциите кои што се достапни за да ги избере, а што е, каде е границата кога тој веќе се меша и влијае на неговиот избор. Резултатите од пописот кои се однесуваат на верската определба ги збунија граѓаните и предизвикаа остри реакции во јавноста, токму поради посебната графа на пописните материјали насловена христијани, покрај оние како православни, католици и протестанти, за која според религиската припадност се изјасниле дека припаѓаат 242.579 граѓани. Останува отворено прашањето како е направена ваква грешка и како е направена оваа припадност, дали и на која црква, верска заедница или религиозна група припаѓаат оние кои се определиле само како христијани.